Зголемените цени на недвижностите го кренаа интересот за монтажни куќи и викендици. Поради поевтината цена, но и брзото време за изработка и монтажа, овие објекти се повеќе стануваат популарни и кај нас. Архитектите посочуваат дека побарувачката значително се зголемила за време на пандемијата. По покачувањето, квадрат ваков монтажен објект чини околу 400 евра. Објектите, велат, ги бараат млади брачни парови, цели семејства, но популарни стана и викендиците за граѓаните кои бегаат од урбаниот хаос. Интерес има, во последните неколку години е зголемен интересот и популарноста на монтажната градба во смисол на тоа дека е високоенергетско и ефикасна градба и е многу брза, брзо сведлив, здрав за живење објект. Секакви примери имаме, меѓутоа најчесто во периферните делови на градовите, каде што има плацеви слободни, се градат ваков тип на објекти. Се градат за краток период, бидејќи е претежно сува градбата, монтажна со спојни елементи, прифабрикувани, дури имаме случаеви кога однапред се добро изработени проектите или проект кој оди во сериско производство, значи одбира куќа која веќе е испроектирана и готова, значи дел од обработката на материјалот се врши во работилница и потоа се склопува за многу краток период на лице место. Значи висока енергетска ефикасност има самиот материјал на надворешни зидови, исто така и финалните обработки, значи изолатерската фасада, изолационата фасада всушност му дава уште повисока енергетска ефикасност. Битно е тоа дека самата сува градба нема сушење и испарување на материјалите и во принцип е брзо вселива, значи веднаш штом ќе се придаде еден објект, може да се донесе мебел и квалитетно да се живее во него. Ваквите градби, карактеристични за Канада, САД и европските земји, на Балканот станаа популарни пред извесен период, но и во земјава биле значајни по земјотресот во Скопје. Нашиот пример овдека е на поземјотрес на Скопје, значи на повеќе делови од градот брзо се изградени ваков тип на објекти, монтажни, значи дел од нив се подарот од Финска или од други земји, познатите бараки, а исто така и фабриката Треска произведувала материјал со кој што се граделе изме, значи трескини бараки. Тие брзо се изградиле и брзо се сместиле нормално раселените лица од земјотресот. Тие ден денеска постојат, луѓето 70 години живеат во нив, а за денешните материјали со кои што се работат монтажните објекти се десетина пати поквалитетни од тие тогаш, што значи верувам дека овие објекти многу подолго би обстанале како објекти со редовно одржување, нормално. Објектите станаа популарни за време на ковид пандемијата. Голем број граѓани, за да ги избегнат тогашните мерки, одлучија да купат монтажни куќи или викендици надвор од градовите.